она што ти го правиш уствари и она што ти го кажуваш за себе си дека ти имаш пасија кон функционирање на мозокот. Таа пасија е, значи, навистина има тука многу што да се научи. Ти си официјален NLP тренер. NLP стои за невролингвистичко програмирање и основач на Виенската академија за NLP во Македонија. Но пред да дојдеме до тоа и пред да почнеме или да пробаме да објасниме како функционира мозокот, значи тоа е искрена тема за која што не само јас, туку многу луѓе би биле заинтересирани да тоа слушнат и барем до некоја страна да научат нешто ако можат од ова снимање денес. Она што мене навистина ме поттикна да те поканам денеска тука и да разговарам и она што дава многу тежина на твојата приказна е, ако се вратиме малце во историјата, значи 5 години уназад ти добиваш диагноза дека имаш многу редок тип на рак, на канцер и докторите ти даваат 30% шанса да преживееш. Па јас би почнал со нашава приказна од тука денеска. Баш. Фала ти прво, уште еднаш е вака официјално што ме покани, почестена сум. Да, тоа беше едно од најтешките работи кои што сум ги поминала во животот. Значи, прво бев во една многу лоша ситуација пред да се случи тоа, што беше и причината, или да речам, или ракот беше симптом на тоа што предходеше. Да, многу ме интересира што е тоа, затоа што денеска причините околу ракот се познати, непознати, нејасни се. Значи не можеме да кажеме, ако можеш директна корелација да извадиш би било супер. Јас длабоко верувам дека ракот е болест на душата. Пред да ми се случи ракот, бев во токсична врска. Бев во период кога ја почнував Виенската академија за НЛП во Виена. Значи почнував сама да работам. Во период кога си ја потрошив за штедата. Во тој истиот период токсичната врска ми се распадна. Иако бевме договорени, да најискрено ќе зборам, бевме договорени во некој период дека ја застанам на ноза, да, или партнерот ме поддржува во некој момент, тоа не се случи. Така да останав без работа, не заработував скоро ништо, останав без стан, морав да се иселам, не можев да живеам више во таа околина каде што бев. Останав без пари, со скршено срце. Значи, буквално душата ми се чувствував безпомошно, се чувствував сама, се чувствував исплашено, се чувствував дека дали ќе преживеам, нели? И во тој момент се разви, нели, тоа што се разви. Многу интересно е што добив диагнозата една недела пред да се прогласи COVID. Така што точно една недела беше разликата. Така што не знаев дал ме погодило цунами, дал земјотрес. Значи буквално од сите страни ми беше, двете одеднаш ми беа и само се борев за воздух, ми се чини. И се од денешен аспект, нели, сум благодарна дури на тоа што се случи, затоа што ми беше голем учител. Секоја такво искуство е. Денеска е многу полесно да се гледа, нели, кон сите тие работи, но навистина морам да признам дека и мене малце ме потресе тој момент, затоа што ти го читав интервјуто, имаше дајано за некој магазин, како све тоа течало. Мене ме интересира дента, затоа што ја анализирам таа ситуација, пробувам да се ставам во твоја кожа денеска, затоа што навистина сметам дека си човек кој што има големо знаење за функционирање на мозочните процеси, како све тоа ти го имаш процесирано. И верувам дека ако некој може да се справи со тој тип на ситуации или може да анализира таков тип на ситуации, ти би била таа. Значи од денешна перспектива, како гледаш на дента кога ти беше соопштена таа информација, како и на кој начин ти беше соопштена информацијата дека имаш едноставно невозможно редок тип на рак, она што го кажуваше дека таков тип на рак нормално е да добиваат
мажи со темна боја на кожа и над 70 години. Тоа беше нешто што докторот, едниот од докторите ми го рече. Ми вика, не ми е јасно како е ова. Овие и ти, вика. Вика ми изгледа нешто. И раков мора да биде посебен како кондурите, стално се шалев, затоа што имам, или да си најдам, стално наоѓам хумор во било која црна ситуација. Хуморот е една сила која што лекува, заедно со љубовта, нели? Да, беше, ако се вратам сега, јас отидов да ми извадат папиломче на хранопроводот. Ништо страшно. Меѓутоа тоа папиломче во рок од месец дена, не, два месеци, прераснало во нешто, во некое чудовиште. И се случи паника, бев со моите, мајка ми, татко ми беа во Виена. И во тој момент единствено што го направив, ја од секогаш сум била научена, нели, да бидам јака, нели, така не учат, биди јак, не смеш да бидеш слаб, треба да тераш напред во животот. И тоа беше еден момент кога се осетив слаба. И тоа им го реков на моите, сега јас ќе бидам слаба. И сум благодарна што нели ми дозволија да бидам слаба, вие ќе бидете јаки, значи не. Сакав никој да не Сакав јас да бидам таа што ќе бидам, нели, што ќе се грижат за мене, затоа што тоа во тој момент ми беше потребно. И тоа беше едно, нели, кршење на дали на егото, дали на, нели, јас можам, јас Таа некоја слика што ја создаваш до тој момент, што најверојатно те довела и до таа ситуација. Да, баш така. И сум благодарна, значи имав многу голема среќа. Имав неколку ангели чувари на патот. Еден ангел чувар ми е другарка, најдобра сестра, soulmate, не знам како да ја крстам, како да ја кажам, која што ме чуваше додека се лекував. Друг ангел чувар беше на друга пријателка, другарка исто, тогашниот партнер беше еден од најдобрите доктори за уво, нос и грло во Виена, и он ми рече, јас сум ти сега кейс менеджер и ќе ме слушаш. Ја реков, окей. Значи, каде посакав да отидам? Отидов, на кој доктор отидов, ми рече, имаш време, не брзај, затоа што нели обично кога ќе се најдеме во таква една ситуација, паника не фаќа. Мислите кои што се секогаш во трагедија е зошто мене? Првото прашање е зошто мене? А зошто мене не става во една позиција на жртва? И не само на жртва, него оди малце подалеку тоа, како да, нели, зошто мене, не на некој друг, па се јавува и guilt, чувство на вина. И тоа се едни срам исто. И тоа се едни емоции кои што се Карл Јунг ги нарекува мочуриште на душата, во мочуриштето е тоа. Значи буквално е долу. Е сега благодарност на тоа што сум научила предходно и што имам знаење и што више бев и коуч и тренер и многу обуки сум поминала. Тоа сам да прашам, значи дали ти во тој момент веќе имаш доволно знаење, да кажеме, од сите овие курсеви, академии, семинари кои што ги имаш поминато во животот, дали до тој момент се секаш спремна да се носиш со еден таков ментален предизвик? Да. Од овој аспект гледано сега, да. Да го немав тоа, не знам дали ќе бев жива денес. Значи сето тоа ми помогна да работам сама со своите мисли. Имаше момент кога, ретко го кажувам, ама све е отворено, немам ништо, не кријам. Имаше еден момент кога, нели, каков ќе ми биде мене животот сега после ова? Јас ќе бидам поинаква, нема више никогаш да бидам слободна како што сум била предходно. Зашто не би била? Кое е ограничувањето? Кое е ограничувањето? Морам да пазам. Имав страшни, значи првиот доктор што го видов ми рече, ќе ти извадиме кожичка од тука и ќе ти, пошто на хранопровод ми беше ракот, и ќе ти направиме ваква операција, онаква операција, имаш многу се големи шансите да не ја преживееш операцијата, многу се големи шансите да не можеш да збориш после операцијата и да имаш дупка тука. Првиот доктор што го видов. Не звучи многу. Во шок. И сега јас од тоа, како ќе живеам ја после ова, ќе преживеам, ама да не можам да зборам. И така се живее.
Ама да целото тоа да го isprocesирам, да го сватам, да го сварам. И памтам имаше еден момент на 5 спред живеев, стоев на балкон и си викав, а да рипнам ја се. И не е ненормално такви мисли да имаш. Не е ненормално. Моментот што, мислам, тоа не е обична диагноза, 30% шанса. Значи, они ти викаат имаш 30% шанса да преживееш. Значи, не сваќам како го рачунаат тоа. Навистина ми е малце надворот некој логичен, како се вика, уопште да излегува со такви работи, но еве да кажеме, не знам, кај го правиш лекувањето во Австрија? Во Австрија, значи не си била тука затоа што меѓу првите епизоди, да ти кажам искрено, Виктор Боневски беше гостин, не знам дали си слушнала за едно мало момче кое што навистина имаше голема метастаза едноставно на целиот абдомен. Целиот абдомен му беше со рак. Исполнет и во Македонија само го отворија и го затворија. И во Австрија и Турција му беа како алтернативи некои за лекување, каде што во Австрија му има предложено дека некој си третман со вадење на органи и така натаму, и дека би можел да преживее, но нема да биде тој што бил претходно. И во Турција му била втората варијанта, таа замена на матични клетки, но третман што кошта повеќе од 100.000 евра. И прашањето негово беше дали ќе оди преку донации или нема да оди, па на крајот се одлучија да идат со донации, ги собраа донациите, беше на 6 месеци третман во Турција. Успешно се заврши тоа. Инаку тука кај нас, значи човекот го прогласија за мртов. Затоа ми беше прашањето каде го имаш поминувано процесот. Таму го поминував процесот и не. Ова све отпосле јас читам во светот. Број 1 причина за смрт е срце. Број 2 е рак. Број 3 е лекарска грешка. И тоа за малци мене ќе ми се случеше, да не читам, значи јас седнав, откако ја добив диагнозата, јас седнав и јас секоја вечер читав клинички студии, значи статистика, ја не сум статистика. НЛП тоа го кажува дека не сум ја статистика. Кажи ми кои се тие 30% што преживеале. Да, кажи ми што правеле тие, да го правам јас истото за да јас преживеам. Да. Тоа е НЛП више кога зборувни или кога почнавме исто малце, е наука за наука. Методологија на извонредноста. Кажи ми што прават тие што има 30% што преживеали, што се живи сега 20 години после, 30 години после, тоа сакам да го правам. И така почнав да истражувам. Значи првиот став ми беше не сум ја статистика. И така најдов групи каде што има луѓе кои што 20 години, 30 години живеат после тоа, се конектирав со нив, што правевте, како правевте, значи буквално почнав да истражувам за да си помогнам сама себе. Колку постојат такви заедници на луѓе, да кажеме, кои што си споделуваат знаење, совети? Постојат. На Facebook само најдов неколку есофагал канцер, значи рак на хранопровод, група за луѓе кои што се диагностицирани и луѓето кои што ги чуваат, нели, оние што се caregivers. И отворено е, се споделува, и откако јас го поминав овој, јас добивам прашања, затоа што многу е важно. Знаеш, ние имаме таа стигма кај нас, не кажувај на никој. Добивам диагноза, не кажувај на никој. Криеме. Подобро е да се каже. Затоа што ќе знаеш дека не си сам или сама. Никој ќе ти даде совет. Ќе ти каже, овој го помина тоа, слушни се со него, ќе ти каже како што. Така што нели, кој да ми се јави, секогаш сум тука за совет. Да, зошто мислиш дека е таа
таа осуда или тој стереотип према луѓето кои што се стекнуваат, да кажеме, со оваа болест. Зошто наше општество, не знам за други земји, но навистина е така кај нас. Значи луѓето се плашат едноставно да признаат дека се соочуваат или дека откриле нешто такво. Да. Не знам дали е срамота првото. Срам е сериозна емоција со која што носи до болест. Здравјето доаѓа од стапалата, вели една наша стара македонска поговорка, на која ако и веруваме, а нема зошто да не и веруваме, треба се потрудиме нашите стапала да ги добијат најдобрите и најквалитетните чорапи. Buchan.mk ви го нуди токму тоа. Квалитетни чорапи за сите видови на спортови, почнувајќи од трчање, планинарење, велосипедизам, скијање, буквално се што може ви текне. Мојот начин на живот наметнува неколку пати во неделата физичка активност со помал или поголем интензитет и ми беше потребно нешто што ќе го амортизира притисокот на стапалата и токму тоа го пронајдов со чорапите на Buchan. Отворете ја веб страната, видете што е она што ви одговара вас најмногу. За нарачки над 1000 денари доставата е бесплатна. За нарачки надвор од Скопје производите се испраќаат по карго. Друга работа не сакаат да бидат терет. Не сакам да бидам терет. Да, тоа би рекла. Не сакам да бидам терет, ќе го истерам јас ова сама, а се лекуваме само со помош. Да, не можеме сами. Најверојатно тука негде и тоа соочување со самата терапија, затоа што кој ќе почне, да кажеме, претпоставувам дека кој ќе почне тој процес на хемотерапија и радиотерапија, значи тоа е еден болен процес. Сам дали е состојба на шок едноставно, значи дали ти е срам, страф и така натаму доаѓаат многу подоцна, дали право човекот е шокиран од тоа и не може самиот да си признае, не па на некој друг. Да. Значи голема траума е. Буквално е траума. И на физичкото тело и на умот. Само ова е еден организам. Нели зборуваме ум и тело, ама едното без другото не можат. Да, многу интересно тоа што мислам ја детектираш причината. И ја детектираш причината како, значи не е кај нас тој стереотип, да кажеме, дека ракот главно се здобива, например, не знам, преку екстензивно користење на цигари, на не знам, на алкохол, на некои такви моменти. Дека да се развива некоја свест, она што го кажуваш дека е болест на душата, тоа и самиот Виктор го кажа. Знаеш, многу интересно. Младо дете, значи буквално се сеќавам на разговорот е дека он вика тоа е психичка болест. Вика јас викам можев дури да осеќам, да го осетам моментот. Пази, тоа он е фудбалер, да. збориме спортист, ни цигари. Добар е сега, така? Да, сега е супер. Браво. Но он на почетокот на својот пат, нели спориме дете фудбалер, значи нема продадени ста литература, искуства, он го осеќа тоа како психичка болест. Неверојатно, да. Неверојатно. Значи, а нашата перцепција ти викам, повеќе е насочена кон тоа или таа некоја си мејнстрим медицина не води дека од нешто надворешно збориме како индустрија некоја може да се стекнеме, дали од лоша храна, дали од цигари и така натаму. Да, има предизвикуваат, не дека не. Нели? Ама душата кога ти е срекна, истото тоа е, кој ќе кажам, нели, на душата е врската која што имаме самите со себе. Тоа е тоа. Колку јас се чувствувам себе си, колку јас се познавам себе си, колку ги правам работите за тоа што треба или за тоа што јас сакам. Со тоа што, нели, ако правам нешто како што треба, како што е пропишано од општеството, очекувањата да ги исполнам, а јас си одам против себе, нормално е дека внатре во душата ќе бидам несрекна. И едно си води кон друго, си води кон трето и нели. Дали е зависност, дали е депресија ќе се јави некоја нешто, телово си зборува и си кажува цело време. Ама ние не знаеме да го слушнеме. Не знаеме да го слушнеме. Значи, буквално тоа е, неаме школа за животот, не знаеме да го живееме животот, значи ги имаме тие некои си основни инструкции што ни се даени за преживување. Значи знаеме да јадеме кога сме гладни, знаеме
да пиеме вода кога сме жедни, некои такви моменти да задоволуваме некои сетила, но тие подлабоки маце сигнали што е она што ни го кажува телото, навистина мислам дека е привилегија за малкумина и се надевам дека денеска ќе помогнеме да барем некој сигнал разоткриеме и да почнат луѓе поише да си го слушаат телото или барем да научат како. Да. Цело време трчаме, во трк сме. Во постојан трк излези на улица. Сите негде брзаат, сите негде трчаат, сите свират со коли, каснат. Прво е тоа, немање време. Однемање време. Истото и јас не викам дека јас сум била нешто подобра, се сменив, сега имам нели лекција, голема лекција. Ами јас бев, не се нели за себе, требаше гастроскопија да направам, памтам па година не ја правев. Утре. Следен месец ќе ја направам. И така си го пролонгираме, живееме во болка. И фармацевтска индустрија, ќе кажам, да не речам фармацевтска мафија, да не ме уапси некој после да не ме убие надвор. Не би требало, веќе на сите јасно, да. Ама што правиме? Ќе те заболи глава и наместо да се прашам себе си што ми фали, жедна сум, уморна сум, под притисок сум, под стрес сум, што ми се случува внатрешно? Не, ние прво што правиме, попс, апчето лапни го. Решение за све. И така од лапнување едно апче, следно апче, го фактички болката ни е поштар. Има порака што треба да ни ја даде. Пораката е, ало, ми треба внимание од тебе. И ние го убиваме поштарот цело време. Ќе го убиеш поштарот со апче и после известно време ќе дојде нешто посериозно, поточно телово ќе почне да вришти. За внимание. Тоа е предобра аналогија, мислам дека. Стварно е предобра аналогија. Нека не е само фармацевтска индустрија, тоа е и со најразлични опијати денеска луѓето тоа оправат на мислам, ама пак се враќаме, тоа е незнаење. Кога некој би го знаел која е позадината на тоа, или она што викаш ти дека е поштар, не сум толку сигурен дека би брзал толку брзо да го убие. Барем би го сослушал, па ако не знае да се справи, после тоа може да заврши пак на крајот, нели? Да. Ама еве да те прашам, колку од нас ќе купиш нов телефон? Па ќе поминеш сати, ќе го чачкаш да видиш како функционира, што функционира, кои му се карактеристики, како да го направиш подобро, да ти биде музиката, да си ја подесиш, вака да те буди алармот сабајле. Колку луѓе се свесни за овој организам? Што има внатре? Како се поврзани органите? Како функционираат? Од што се прави? Како нутритивните вредности кои што ги внесуваме одат, кај одат, како работи тој хормонален систем, тој имун систем? Не знаеме. Не знаеме и дополнително моје мислење е дека тоа знаење се потиска надоле. Значи не се дава да не се дава да излезе на површина за тоа што нели ќе направи прекин на начинот на живење кој што ни е познат до сега и дека многу нов како се вика светски ред, некој ново постоење, некоја нова реалност ќе треба да се воспостави, која што нели ја немаме таа среќа, мислам дека да доживееме ние, барем се надам дека некоја генерација ќе успее да живее во таква некоја состојба. Ајде да почнеме, мислам, околу тој дел навистина сакам да ти честитам што си успеала да се справиш со такво нешто, значи пак ти викам навистина е фасцинантно како човек успева да се справи со таква работа. Не сакам да претрчам преку тоа затоа што навистина е голем момент. Навистина е голем момент и верувам дека луѓето како тебе се инспирација на многу луѓе денеска кои што проаѓаат, добиваат диагнози или се на почеток или на средина на тој пат и верувам дека ќе те заследат или ќе побараат барем совет
како да се справат или како да се излечат од една таква ситуација, а многу луѓе би требало да те послушаат како уопште не дојдат во таква ситуација, затоа што и тој одговор го имаш. Како функционира нашиот мозок? Ајде да почнеме така. Значи ти си тренер за невролингвистичко програмирање. Што означува невролингвистичко програмирање? Да, името му е малце така не е толку комерцијално и кога го креирале, не се баш на маркетинг. Да, пред кога се запозна со тебе, фактички тогаш и прв пат го слушнав тоа. Да, инаку има во Македонија има повеќе тренери сме. По НЛП Невро е, нели, све што се наоѓа во црната кутија помеѓу ушите. Целата наша неврологија, како функционираат оние синапси, кои се тие делови, како функционира мозокот. Лингвистичко е јазикот, како преку јазикот и преку зборовите ја креираме нашата субјективна реалност. Сите не имаме субјективна реалност. Она што да отидеме ја заедно на концерт, јас и ти, или во кино, на филм, ќе имаме различна импресија кога ќе излеземе од таму. Едниот си поминал супер, другиот вика, па и не беше толку добро. А на исто место сме били, исто сме гледали, исто сме слушали, нели? Така да, јазикот е исто така, преку јазикот ја креираме нашата реалност, и плюс како комуницираме сами со себе и како комуницираме со другите, со светот околу нас, не сме сами. И програмирање е оној дел дека сме сите isprogramирани. Во тоа време, во крајот на 70-тите, кога се развивале компјутерските програми, компјутерите кога се развивале ни програмите, го споредиле нашиот мозок или нашиот организам со еден компјутер. Затоа што се раѓаме како празна страница и низ животот ни учиме, постојано учиме. И ќе научиме некои работи. Од родителите сме научиле, почнуваме да веруваме во нешто, почнуваме да градиме вредности, почнуваме да градиме ставови, почнуваме искуствата, нели, да не учат на немој да, нели, ќе допреш жешка рингла како дете и после не ти текнува пак да допреш жешка рингла, затоа што знаеш дека тоа боли. Така учиме. И така сме isprogramирани во текот на животот. И доаѓаме во еден момент кога се случуваат работи, на автопилот го живееме животот и не ни е добро, затоа што не водат тие внатрешни програми и идејата е со НЛП да станеме свесни за тие внатрешни програми кои ни се и да ги промениме. НЛП нуди алатки за лесно да се променат тие верувања кои што не ни се више корисни, некои ни се можеби корисни. Не е се некорисно што сме научиле. Колку генетиката игра улога во целата таа работа, затоа што она што кажуваш дека се раѓаме како бел лист хартија, во поголема мера се сложувам, но носиме таа некој генетски код, да кажеме, кој што до одреден начин ги предодредува стварите што ќе ни се случуваат или начинот на кој што ќе ги перцепираме. Да, игра улога и се епигенетика, нели, најновите како се вика истражувања кои што покажуваат дека таа наша ДНК од предците ни доаѓа. И зошто сега ќе ти кажам, на пример, малци системски ќе поминеме, на пример, баба ми изгубила дете. Таа тага, вина за себе си, можеби срам, можеби било која таква емоција, низ растењето, да речеме, на татко ми, му е пренела. Несвесно. Нашата подсвеста лепи све. Подсвесно од моментот кога се раѓаме, па од моментот кога сме се створиле во утробата, нашата подсвест прима. И на свесно ниво ти нема ни да знаеш, нема ни да бидеш свесен зошто ова ти се случува, од каде доаѓа ова, ама уствари подсвесно ти е некако пренесено. Може да биде генерацијски, може да биде и или за времето на животот твој да си научил некаков програм, во наводници го ставам.
И така да, се сложувам со тебе и јас верувам во тоа дека подсвеста носи све и уствари генетиката. Знаеш, ни се имаше еден пренесува. добар пример, го спомнавме, Гавор Мате, он е евреин од Унгарија и он точно тоа го објаснува. Моментот кај што он се раѓа, таму Втора светска војна, тој период, и како бебе мајка му го држи и во тој момент дали Германија напаѓа Унгарија или се приближува или има некое бомбардирање тука, и сите еврејски деца почнуваат да плачат. Буквално ги носат на доктор деца, као што е работа, зашто плачат, не можат да престанат да плачат и така натаму, као другиве не, но еврејските деца ја носат таа некоја траума, пошто они знаат што е, знаат што се случува, пренесено им е генетски тоа и почнуваат да плачат буквално како во хор, сите заедно. Он го кажува тој пример и да, значи тоа е неверојатно. Мислам, тоа многу луѓе треба еден од начините он што ги објаснува е дека навистина човек ако осети такво некое негативно генетско префрлање, интергенерацијско, дека навистина човек треба да се потруди барем да го прекине. Барем да се потруди ако може. И да се прекине таа генерацијска траума, може да се префрла, затоа што тоа е круг во кој што сме затворени. Ама затоа треба да станеме свесни. Затоа што јас може да знам дека негде има генерацијска траума и да ја гледам, пример со некој со кој што работам или било кој од моето обкружување, ама ако тој некој не сака или некоја не сака, не го гледа тоа, не гледа дека му е потребно тоа, јас може да се превртам на глава. Значи, индивидуално е, секогаш почнува индивидуално. Како доаѓаме, ме интересира како доаѓаме до спознавање на свеста, да кажеме. Затоа што ние не сме, да кажеме, многу општество што обрнува внимание или се фокусира, да кажеме, на нека колективна, за добробит, да кажеме, на колективна свест, за посвест да не збориме. Значи, едноставно, модерното општество денеска стимулира функционирање на автопилот. Буквално све води во таа насока. И ако човек сака да застане и да успори малце, едноставно да се запознае со својата свест, како би го направил тоа? Значи, дали со тоа техники на дишење, дали со тоа медитации, значи, кои се начините, затоа што е многу тешко, да кажам. Значи, тоа сме убаво кажа, многу убаво го кажа, тоа станати сме општество не само Македонија, светов. Да, за светот. Станати сме општество на правење, на постојано брзање, на постојан трк. Уствари, кога ќе успориме, добиваме забрзување. Тоа е еден многу интересен парадокс, да го кажам. Порано, луѓето се досадувале, на децата им било досадно. Сега на детето во момент кога му е досадно, или ќе заплаче, досадно е, немам што да правам, треба ти мене сега внимание да ми дадеш, хопс телефонот, таблетот, што дае, или телевизорот. Значи, го немаме оној простор порано што сме го имале на неправење ништо. Еве да те прашам последен пат тебе, кога последен пат само си седел и си гледал точка или природа? Искрено ти кажам, навистина се пробувам да се натерам во последно време, многу тешко ми оди, но пробувам да се натерам така да изгасам све, да немам некои сензации од страна да доаѓаат и да пробам едноставно мозоков да му давам некоја тишина или простор за да се едноставно се манифестира сами од себе си, ама претешко е, значи се потешко ми оди, морам да признам. Пракса е. Да, дишење, значи едноставно не правење ништо. Не сме научени на тоа. Ако не правам ништо, не постојам. Многу луѓе го имаат тоа како верување. Ако не работам, не постојам. Како тоа не да си? Ево го татко ми. Мора нешто да се прави, мора нешто да се работи. Буквално да седам
во природа да седнам покрај река и ништо, да гледам пред мене. Таа е некоја недоволност што се укажува на луѓево, упорно им се повторува. Знаеш, она што нели денеска веќе зборуваме за невролингвистичко програмирање и најверојатно тоа може да биде добро и лошо. И она што до сега и начинот на кој што сме програмирани е негативниот метод, односно ние сме пак програмирани, но со лош код. Едноставно. И сега, дали можеме, значи не само што ние треба нов код, треба да се научиме да го избришеме стариот, него да се репрограмираме треба, не да се програмираме. Да се репрограмираме, баш така. И сега нели да одучиш е многу потешко отколку од почеток да научиш, затоа секогаш првпат викам кога првпат учиш нешто, научи го како што треба. Затоа што одучување е после многу потешко. Да, НЛП нуди баш тоа, нуди техники. Јас се заљубив во НЛП. Никогаш не ни планирав дека јас денес ова ќе го работам. Бев во адвертајзинг, во организација на настани. И буквално се сопнав на НЛП. Се сопнав, сакав да помогнам на жената која што го донесе НЛП во Македонија, ќе ја спомнам, Марина Анчевска. Она тогаш го Ти требаше да го рекламираш? Па, она дојде, јас го организирав, не знам, ти си помлад веројатно, не знам колку години имаш, саем на жена е еден настан кој што е мое бебе. На Скопски саем се случуваше, настан посветен на жената, 4 години поред, така нешто. Всушност сум и првата жена што го изнајмила саем на жена, приватно. Честитки. Да. И дојде Марина и побара помош, немаше тогаш, нели? Кога почнуваш некој бизнис, немаш пари да инвестираш ти сега во настани, во една имавме и настани, имавме и штандови и требаше помош, а јас бев во тој период yes, woman, нели, на се викав да. Тако некоја таква фаза бев. А инаку бев настрчана на сите страни. Летача ваму, Види, таму. тоа ни е дефолт состојба денеска на сите. Иначе. Да, буквално бев постојано во брзање, во трчање, сегде бев присутна. Сегде. Дали било дека веќе кажување не значи мрзливост или немање желба за така. Успевање во животот. А многу е важно да научиме да кажуваме не. Да, и така Марина дојде, рече јас ова го почнувам во Македонија, го правам, ми треба помош, јас сакав да ја помогнам на нејза. Уствари, сватив дека, без да сватам дека мене ми беше потребна помош во 15 години. И така, Марина се промовираше на саем на жена, центарот НЛП кој што го работи, Јоке Лент ни беше менторка, бевме пресрекни сум уште што учев од една таква жена. Холандјанка е она и Марина ми рече, јас сакам да имам баланс во системот. Шо е тоа се? Баланс во системот. Научени сме цело време да даваме. Лесно ми е да дадам, ама да примам. Кога ти мене ми го даваш ова, јас сакам да ти дадам нешто за да имаме баланс некаков. Океј. Ти ќе дојдеш на обука. Ајде ќе дојдам. Доаѓа денот за обука, мене ми се темни. Не ми се оди 3 дана, петок, сабота, недела, викендот ќе ми го земе мене некоја обука. Па можам да излезам, па можам серии да гледам, па можам нели да се дружам. Можам свашта да правам, на обука ќе одам. Ама сум рекла да. И отидов. И баланс, се заљубив. И се заљубив затоа што има НЛП е ефикасно и трајно. Значи, техниките кои што се учат ти помагаат во моментот прават брза промена. Нашиот мозок е многу брзо учи, уствари. Една машина за учење. И со техниките на НЛП, како да, значи, ако земеш еден тенок метал, ако пробуваш полека да го свиткаш, да пак ќе се исправува нели металот цело време. Ама ако му направиш само нагло, бам, ќе се свитка, ќе после нешто да го исправиш. Треба да го стопиш. Така функционира НЛП. Лесно, брзо и после нема враќање од новата состојба. Тоа е интересно. И тоа ме фасцинираше и
сакав повеќе и повеќе да знам и така почнав уствари. Затоа ти викаме, буквално се сопнав. Така почнав, ајде сега да завршив практичар, па после тоа мастер, па после тоа станав коуч, па системски констелации. Почна да ме интересира, почнав да учам, да бидам гладна за знаење. И така во еден ден после тоа станав и тренер, учев од еден од коосновачите на НЛП, од Џон Гриндер. И тоа беше едно фантастично искуство, така да благодарна сум што сум учела од предобри ментори. И сега можам и јас тоа да го пренесувам. Колку време го пренесува, што и каде и на каков начин се пренесува? Работам колку, значи пред 15 години почнав да учам, а од 2017 или 2018 се осамосталив и ја формира Виенската академија за НЛП и почнав да работам. Работам индивидуално, еден на еден, или групен коучинг. Најдраго ми е НЛП практичар. НЛП практичар е обука од 5 месеци, тоа е баш првата, на прво ниво, како да го имплементираш НЛП на себе. Затоа што прво е апликација на себе, па после работа со други. Обуката трае 5 месеци. Еден викенд месечно имаме 3 дана, петок, сабота, недела. Го задржа форматот. Нема серии, нема ништо, да. Без серии, без... интензивна е. И буквално е трансформација. Луѓето влегуваат едни, а излегуваат други. И ми е предрага обука, ја уживам, работам и тука, работам и во Виена, ја терам обуката. Кој е според тебе мотивот зошто луѓето, да кажеме, од кога ќе дознаат за НЛП? Значи, колку е нивниот пристап или колку ти пристапуваат од љубопитност и желба за знаење, а колку ти пристапуваат од, да кажеме, желба некоја за промена или излегување од некоја негативна состојба и учење на механизмите. Значи, колку е мотивот, ме интересира, дали од добра или од лоша точка тргаат? Има и тоа и тоа. Има и тоа и тоа. НЛП на многу моќна алатка. Нели, многу често ако изгуглаш ќе најдеш и дека е манипулативна, точно. Има манипулација, може да има. Со тоа што ја секогаш викам што има лошо во тоа да се изманипулирам ја сама себе да се чувствувам добро. Така. Но има се дори не е убивање на поштарот. Лоша репутација во однос на политичари знаат да користат НЛП. Например, Барак Обама е обучен НЛП, дали е практичар, не знам, ама користи. Сериозно? Да, Опра Винфри, исто. Терапевти многу го користат, коучеви многу го користат. Продажба, продавачи. Уствари, ако го прашаш Џон Гриндер, кој што е еден од коосновачите, што е НЛП, он ќе ти даде дефиниција дека НЛП е разликата, што ја прави разликата помеѓу однесувањето на извонредниот изведувач на нешто и оној кој што е просечен. Значи, тоа се, да кажеме, две групи на луѓе кои што ја прават истата работа, само што луѓето кои што ја поседуваат НЛП техниката ќе го направат тоа на извонреден начин, да кажеме. Значи, не мора да поседува некој НЛП техника. Да земам еден гениалец, па ќе го ставам во наводници. Гениалец не мора да биде Ајнштајн. Гениалец може да биде жената што имаш еден филм, гледав за еден во Јапонија беше еден човек кој што е чистач на тоалети, на јавни тоалети, ама кој тоа го прави со таква професионалност, со таква љубов, што си ја завршува работата со леснотија, значи тоа е исто еден гениалец во своето поле. Земеме некој што е одличен продавач, например кога работам со фирми, ако работам со луѓе кои што работат продажба, стално прашувам кој ви е најдобар. Ја да видиме што прави најдобриот. И која е разликата од најдобриот тоа што го прави до овие другиве кои што ги немаат тие резултати. Затоа што кога
ќе го извадиме моделот на најдобриот, моделирање, НЛП е една методологија на моделирање на однесувањето на успешните или извонредните. И ќе го извадиме тој модел на еден експлицитен начин, што значи број 1 правиш ова, број 2 правиш ова, број 3 правиш ова, број 4 правиш ова. Кога ќе се имплементира тоа од А до Ш точно, се добива истиот резултат во истото поле на делување. И пример да ти дадам, пред години е ова, во америчка војска, некој од дали маринци, дали нема фаќај со збор, имаат обука, НЛП тренер држи обука за марксмен се викаат на англиски, како се викаат тие што погаѓаат точно мета. Не се снайперисти или снайперисти се, снайперисти се најверојатно. Веројатно. Тераат обука за значи целта им е да ја подобрат прецизноста и да го намалат бројот на потрошени куршуми. Значи помалце утки да имаат. Добро. Фактички. И го прават тоа што го прават, ајде да ги видиме најдобрите, ги моделираат најдобрите, ги вадат кои се, како треба да се прави. И ептен се изненадени се баш од тоа што повеќето прават нешто сосема друго од овие најдобрите што го прават. Значи најдобрите прво пукаат вика еднаш на страна, не на страна, него прво пука еднаш еден куршум кој што му е одредница нека. Одредница. И после тоа погаѓа точно во мета. А овие другиве нишанат пукаат, па ако ти се погоди, ако ти се усреќи, ќе погодиш. И тоа го прават. Жена има меѓу луѓето кои што ги обучуваат. И женава нема во живот претходно пиштол фатена пушка во рака. Вајда пиштол беше. Учи за 8 сати. Станува толку прецизна, само од следење на инструкциите, ама како што треба. Значи нема бегање лево-десно. Вака треба, вака прават добрите, вака правам јас. И ги добива истите резултати. Неверојатно. Мислам дека ми е јасно зашо ми збориш, мислам конечно ми стана јасно. Супер. Она што кажуваш ти е прескокнување на тој период на trial and error и тој период, да кажеме, на грешки и на учење, кој што, нели, предходи на секое знаење, или тој голем гап, да кажеме, на време кој што постои пред достигнување на извонредност во некое поле. Тој период се крати преку едноставно изучување на техниките, ама колку широко е применливо НЛП, да кажеме? Камелеон е НЛП. Буквално е камелеон. Затоа што проектите на моделирање може да дојдат од било кое поле. Значи, дали е продажба, дали е маркетинг, дали е здравје. Еве го мојов случај, нели? Кажи ми што прават тие 30% што се преживеани. Не ми кажувај овие 70% што умреле. Дај ми и најдобрите што прават, ја истото да го правам. Дали тоа не те лишува, да кажеме, од изнаоѓање можеби на подобар начин, кога би прошол сам низ процесот? Можеби. Прашањето е дали сакаш да го забрзаш процесот. Знаеш како? Тоа е тоа. Тука ми е се, значи, секој ќе сака да го забрза процесот. Значи, буквално секој ќе сака да го забрза процесот. И ние кажуваме дека цело време одиме многу брзо, но многу убаво каже на почеток дека за брзаме треба да успориме малце. И сега, колку можеме да брзаме тоа во таа насока или во процесот на учење, да кажеме. Има еден автор, Роберт Грин, си го слушнала сигурно. Мислам дека и тој има победено канцер, ако не се лажам. И човекот има една книга Mastery, така му се вика книгата, во неа објаснува, значи буквално ова го објаснува. Ти ја препорачувам, ќе се допадне тебе сигурно многу. Фала ти. Дека времето и тоа правило на 10.000 сати и така натаму, значи е нешто што многу тешко може да го прескокнеме, или барем луѓето кои што ги достигнале најголемите човечки достигнувања
во нашето време, значи буквално морале да пројдат низ години и години повторување на вежби, на волја, на сите тие препреки, бариери што им престоеле, све тоа да се владаат за да едноставно остаат голем трак позади себе. Се сложувам максимално со тоа. Не можеме да ги рипнеме тие, или почнуваш од чирак, па јас немало да бидам денеска веројатно тука кај тебе пред 10 години, кога уште сум учела, кога уште сум осознавала, кога не сум имала ни пракса, ни со луѓе, ни тоа целото е, нели, знаење кое што допринесува до една самодоверба, ќе ја кажам, или верување сам на себе дека окей, знам сега што правам, мада цел живот учиме. Јас сум, тоа ми е развојот, ми е главна вредност, една од главните вредности. Она што НЛП го дава е продавач сме и јас, продавач си и ти. Работиме во иста фирма. Еве да земеме како контекст да го земеме тоа. Овој има топ резултати. Овој истиот добри резултати има. Ама овој прави нешто што овој не знае да го направи. Како знаењето на овој да му се даде на овој да го прави истото? Тоа е НЛП, нели? Го моделираме она што функционира, она што е добро. Во она што го учиме, голем дел од работите во практичар, не одиме подалеку да го земеме НЛП практичар, каде што учиш апликација сам на себе, се учи како да комуницира. Како луѓето комуницираат, како луѓето поставуваат цели, како да поставиш цели или резултати се викаат во НЛП терминологија, што лесно ќе ги оствариш. Сега од кај тоа дојдено? Од некој гениалец, кој што лесно му одало. Седнале, гениалците кои што се моделирани, кои што се учат во практичар, чиви модели се учат, Вирџинија Сатир е едната, која што е семеен терапевт, беше, не е меѓу живите, еден од најдобрите семејни терапевти во светот. Милтон Ериксон, кој што е таткото на хипнотерапија, и Фриц Перлс, кој што е таткото на гешталт терапија. И сега, како ви имале резултати? Така е почнато НЛП уствари. Како вие имаат резултати, додека другиве психијатри, психолози што работат, немаат никакви резултати? Што прават овие, што е различно од овие? Па најверојатно е целото тоа посветено време во изучување на крафтот, нели? Јасно. И сега ти нема да станеш нормално НЛП тренер со само еден практичар, но ќе научиш алатки кои што ќе ти го олеснат животот. Ќе станеш свесен за тоа како го користиш јазикот за да ја креираш својата реалност, како се само хипнотизираме. Например. Како го правиме тоа? Со јазикот. Депресивна сум. Анксиозна сум. Тешко ми е. Еве, еден пример, многу често викаме, тешко ми е сега ова. Мала промена, не ми е лесно. Почувствувај. Тешко ми е, наспротив, не ми е лесно. За ова го имам средното на многу места, не на многу места, да не лажам, значи на неколку места го имам средното. Зборам пак било по книги, по некои такви автори, кои што се фокусираат на таа комуникација према себе и на нашето незнаење, односно незнаење на штетата која што си ја правиме сами на себе со тие безболни изрази, така ги викаат, као едноставно се изразуваме или пренесуваме нешто што немаме точна представа како влијае врз нас. Мислиме дека се олеснуваме, уствари, нели, ама таа е таа култура, мислам, кај нас. Нели, викаат, кажи си, олесни си ја душичката, да не ти биде тешко. И ние, нашето знаење, како ние се олеснуваме душичката, е буквално таа негативна комуникација кон самите себе си. Така, почнуваме тешко ми е, не можам, утепан сум, ваков сум, така, здровен сум, ќе умрам, мислам, тоа е нашиот вокабулар овдека. Да. Ама тоа е,
тоа е јазикот кој што го користиме, зборовите се етикети. Секој збор е етикета и секој збор има некакво значење. И е индивидуално, па посебно оние зборови како успех, што се огромни, нели, зборови, успех, стабилност, сигурност, забава, љубов. За секој значи различно. За мене може успех да одам на пуст остров и да се тргнам од светов еден месец, а за тебе може успех да, не знам, имаш 5 милиони лајка на подкастот. Така? Го давам како пример. Да. Значи, различно е, а ние ги користиме тие зборови како унифицирани и како јас знам, претпоставувам, многу претпоставуваме уствари во комуникација со други. Ама да, види, тие претпоставки тргаат од негде, така, значи јас мислам дека тие термини во нашето општество, да кажеме, биле унифицирани до одредена мера. Не зборам дали нивното значење било добро за нас или недобро. Значи, ако успехот порано се поврзувал со материјален успех, како што најчесто и денес се прави тоа, се почесто луѓето се освестуваат на некој начин, што викаш ти, и бараат успех и во тоа да бидат сами на пуст остров и да направат еден фул стоп. Таа бројка на луѓе расте, но грото, да кажеме 90% се уште за нив значи одредено ниво на плата, на финансии, на пари, на имот, на коли и така натаму. Значи, ние тргаме од точка кај што тоа било унифицирано и сега допрво почнуваме да учиме да го делиме некако секој на свој начин да го перцепира. Не мислам дека било унифицирано никогаш, само што веројатно не мислиш дека твоите родители, на пример, имале точно една дефиниција за успех? Моите да, што ме научиле и мене исто, ама родителите други индивидуални се, значењето на зборот е индивидуално. Што и какво значење тој збор има за мене лично. Пошто можеби да, општеството налага успех да е имање на кола, имање на... Ама мене успех ми е, нели, точак што го имам. На некој успех му е сите петки. За тебе точак е стварно успех. На некој успех му е сите петки, на некој успех му е тројка. Така? На некој успех му е да поправи единицата. Мене ми беше тоа, да. Значи, индивидуален е тој, значењето на секој збор е индивидуален. Се не збориме нели плава е шолјата, да. Што е некоја општа дескрипција, опис. Ама овие такви многу глобални зборови, ќе ги кажам, веик, општи зборови. Си даваме значење ние сами. Да, гледам дека има некоја структура на значење на зборови, дека има некој рангирање тука кое што нели луѓето кои што не сме запознаени со НЛП немаме представа, се расфрламе со нив и користиме онага како што знаеме, како што умееме, нели? Јасно. И сега се освестува многу. Стануваш свесен за работи кои што се НЛП не е ништо што не е, значи секојдневни работи се тие. Ова се секојдневни работи кои што се спакувани во некаков пакет и кои што кога ќе станеш свесен за тоа, сваќаш колку е лесно и очигледно и не знам, пример да ти дадам за програмирање. Стално го давам овој пример. Скрсти ги рацете. Се примети која рака ти е горе, која ти е долу. Кај тебе, твоите раце. Добро. Ај се ова што ти е горе стаја долу, а ова што ти е доле стаја горе. Наопачки направи го тоа. Добро. Не е згодно, нели? Ке падна во столче. Значи, ова е наедноставен пример. Научени сме на вак. Мене ми е пријатно ми е вак. Да. И тоа е со нашиот мозок. Нашиот мозок си бара препознатливост. Нешто ако не ни е познато, нешто ако ни е ново, не одам ја таму. Па дури оваа состојба моментална да ми е толку лоша, позната ми е. И ќе седам во лошата состојба, затоа што тоа таму надвор ми е непознато. И мозокот вика, паника. Имаме на наша поговорка, вика, ѓавол што знаеш е подобро од ѓавол што не го знаеш. Не, ја знам, ова ме е одлично. Да. Така вика старите. Така викаш, е супер поговорка, ќе користам, фала ти. Ама баш е така.
Да, и мислам, и тоа е поговорка, но и правило, животно правило според кое што се водиме, мислам дека и ја и повеќето луѓе, значи едноставно кога бираш помеѓу некои работи, ако си во таков некоја негативна селекција, убавезно се аплицира тука. Убавезно. Многу интересно, имаш неколку дефиниции, да ги кажам. Не мора да знаеш дека се дефиниции, на неколку реченици кои што ги најдов кај тебе на твојот Facebook профил, што ми беа доста интересни, па ако може ги искоментираме малце. Викаш, не го гледаме светот каков што е, туку го гледаме светот какви што сме ние. Анаис Нин. Никој што го кажал тоа исто, Анаис Нин го кажала тоа. Тоа е таа субјективна реалност. Значи, јас во секој од нас има многу филтри. Како сме израснале, мемориите, ставови, верувања, вредности, лекции што сме ги научиле низ животот. И баш тоа, одиме на ист концерт, различно го перцепираме. Ако сум јас, со каква боја на научари го гледаш светот? Тоа знам стално да го прашам. Ако си ти во кафеава боја на научари моментално, ти е внатрешната состојба, се околу тебе ќе биде кафеава. Така, која не си во добро расположение, ама се околу тебе не чини. Ако сум јас исполнета внатрешно, кога сум порамната внатрешно, кога ми е убаво, гледам можности на секаде. Ако јас имам верување дека нема надвор никакви можности, страшно е, нема работа, нема можности, нема, ќе најдам работа? Нема. Многу тешко. Нема. Ама ако верувам дека јас ги креирам можностите, ќе најдам, ќе се појави, ќе ги приметам. Наједноставен пример, решаваш да купиш кола и решаваш да купиш Рено. Клио, да. Клио, ново. Секаде почнуваш дека приметуваш новото Рено Клио. А претходно не си го приметувал. Тоа е жива вистина, да. Тоа е точно така. Тоа е таа субјективна реалност, каде што она што е во мене, тоа го гледам надвор. Точно е, од кога купив Пежото, почнав да гледам уствари Пежо низ градот. Тоа е така. Неверојатна работа. После викаш, неистражен живот не е живот вреден за живење. Тоа е Сократ. Добро. Тоа е Сократ. Да, ова внатре во нас што го имаме е богатство. Сите носиме во нас едно богатство. И сите ресурси што ни се потребни се внатре во нас. Најчесто нели бараме од надвор нешто. А уствари све ни е внатре. Замисли дека од денот кога си се родил до денес, колку години да имаш, сите искуства, сите мемории, се што си научил е во тебе. Тоа се ресурси на си прошол низ тешка ситуација, си научил како да се кренеш, како да станеш, како да истраеш кога било нешто нели тешко. Си научил лекции, се ни е лекција во животот. И тоа е се во тебе. Каде во мене е тоа? Каде? Па треба да ги тоа е тоа што нели тоа поврзување со тебе го дава, тоа застанување, дај да видам што имам јас во мене. На обуката НЛП практичар работиме многу со тие внатрешни ресурси и вадење и пронаоѓање на тие внатрешни ресурси и како техники како да си ги донесеме on demand, како Netflix. Пуштам серија, си пуштам сега самодоверба, радост, усидрување техниката и така учиме дека све имаме во нас. Само да се сетиш, да те прашам, сети се на едно убаво искуство од одмор. Добро. И виде сега слика, така. И како се чувствуваш внатрешно?
Дека ми фали одмор. Го почувствува тоа убаво чувство Како на не, како не. тоа моќта на мозокот. Моќта на мозокот е во даден момент ти можеш да се проектираш кај сакаш и да се чувствуваш добро. Што мозокот не разликува реалност и фантазија. Тоа е многу интересен факт за мозокот. Да, мислам дека ние сме се уште, кога зборам ние, да се ставам во категорија на буквално просечен човек кој што не се уште не може да направи јасна дистинкција помеѓу јас како јас и мојот мозок. Значи се уште некако премногу блиску ми се тие две работи и мислам дека све што ми доаѓа на памет е уствари тоа сум јас. И таа дистинкција и тоа тренирање на мозокот најверојатно е нешто што треба малку човек да се фокусира повеќе. И ова е најверојатно една одлична техника како да се направи целото тоа и мене ме заинтересира, морам да ти кажам искрено, затоа што да. Не, јас сум фасцинирана од мозокот. Функциите, нели, кога ќе го ставиш ова цел организам е фасцинантен, нели, едноставно е неверојатно како функционира. Јас сум има една ситуација, да кажеме, која што малку така ја копнав подлабоко, да кажеме, ме заинтересира, тоа е таа подоба на хемисферите на лева и десна и дека левата хемисфера е таа задолжена за логично рационално функционирање во секојдневието, а таа десна хемисфера е хемисферата во која што немаме пристап толку лесно и дека треба да се потрудиме и дека да кажеме, тие капацитети се ослободуваат преку практикување на медитација, дишење и така натаму. Колку е тоа точно? Точно, јас практикувам секој ден пранајама или дишење и медитација, јога. Точно е затоа што ни помага да застанеме, таа свесност. Не можеме да бидеме цело време у таа таква свесна состојба на свесност, затоа што нема да можеш ништо да направиш ако си цело време во десна хемисфера. Двете хемисфери ни се потребни да функционираме беспрекорно и извонредно. Еден наједноставен пример ќе ти дадам. Една од функциите на левата хемисфера е фокус. Левата хемисфера е онаја што има фокус на чашава. Сега се фокусирам само на чашата. Десната хемисфера гледа све. Значи, десната хемисфера го гледа целиот простор околу нас, знае дека тука седи некој карши мене, осеќа дека позади мене има нешто, го приметува микрофонот, се приметува. И се, например, ако земеме кошарка, еден пример. Тапкањето на топката е лева хемисфера. А перцепцијата за играчите, на кого да му ја подадам топката, е десна хемисфера. И двете се потребни. А многу грешно е тоа што се случува, нели, слушам, гледам, јас сум само лева хемисфера и лева хемисфера се цели, десна хемисфера е покреативна, некој ги вика машка и женска енергија, ние во НЛП лева и десна хемисфера ни се свест и подсвест. Метафорите кои што ги користиме. И како овие две функции што ти ги кажав, така има еден куп функции кои што ги има едната и кои што ги има другата хемисфера. Кога ги знаеме кои се функциите, ќе ставиш во функција за тебе да ти биде добро. Нели? Кога го имаш знаењето. Дека ти е достапна. Да. Така да, знаењето за што ти носи едната, што ти носи другата и како измеѓу се поврзани со еден мост што се вика корпус колосум, како да го извежбаш тој, нели, корпус колосум да се развие подобро, за двете да функционираат заедно и стануваш, доаѓа едно порамнување, тој баланс што го зборуваме внатрешен. Да, во тие некои учења, да кажеме, во кои што јас некако се затекнав, точно дека десната хемисфера е задолжена за, или таму е лоцирана подсвеста, и дека тоа е буквално, мислам, не дека ние сме достигнале некој максимум на левата, па немаме веќе што да користиме, но
Она што го прават, да кажеме, не знам дали се монаси, будизам, значи луѓе кои што прават некои поголеми ретритс по подлабоки во пештери, во тишина, на планини и така натаму. Дека тие долги периоди на медитација се уствари начинот на кој што се пристапува до големите, до најголемите капацитети на таа десна хемисфера. Постојат повеќе начини, не е медитација, да, хипноза исто така. Хипноза влегува и комуницира со подсвеста. Оние работи кога ќе влезеш во флоу обично, во состојба на течение, на флоу. Не осеќаш ништо друго во тебе. Едноставно ќе се изгубиш во простор, во време со тоа што го правиш, со тоа што тоа е исто подсвест или десна хемисфера. Во десната хемисфера ни се сите мемории. Во десната хемисфера ни е примитивниот мозок. Оној амигдалата, каде што ни се сите мемории и емоции. Така што десната хемисфера нели има неверојатни функции, ама и левата има неверојатно. Левава е цели, goal oriented, значи, а десната е мрзлива. Треба левата да ја каже, ова ќе го правиме. И десната ќе прави после тоа. Многу интересен тој танц помеѓу двете хемисфери и нивните функции, како кога знаеш, го користиш тоа после тоа. Ти е во корисно. Мислам, го активира, ги активира на одреден начин сите сензори на телото. Имаше, мислам дека беше некој гуру или некој од тие индиските гуруа кој што вика нашето тело, да кажеме, например, има рецептори за марихуана. Тие рецептори не се создадени за конзумирање на марихуана во облик во кој што ние ја конзумираме денеска. Значи, не е даена за да ја завиткаш, да ја смоташ, значи природата не предвидува хартија во тој облик, нели? Значи тие рецептори таму се стаени за да се активираат на некој природен начин, да кажеме. Значи да ти влезеш во состојба на хипноза преку, нели, природни методи, нормални методи. Не на таков начин, и претпоставам дека тоа продлабочување на свеста, таа конекција за себе, значи навистина може да донесе такви состојби на екстаза и едноставно на свесност, кај што буквално човекот без надворешни влијанија, без производи, да кажем, индустријски некои производи, може буквално да се осеќа и 10 пати и 15 пати поголеми ефекти од све тоа што може да го купи денеска и да го конзумира инстант. Да. Понатаму вика, сите имаме различна мапа на светот и сите имаме различна субјективна реалност. Како ја формираме таа реалност? Ова е чисто НЛП мапа на светот. Тоа го кажуваме во една, значи тоа е. Значи ова е поново, значи многу назад се вративме со Сократ. Да. Значи тоа веројатно сум била инспирирана од нешто и Сократ ми бил воведна мисла во целото тоа. Инаку да, мапа на светот ја викаме таа субјективна реалност која што ја имаме, која што наша, нели, јас го гледам светот преку една боја на научари, ти го гледаш светот преку друга боја на научари, а научарите се обоени од искуствата, од мемориите, од како сме растеле, од семејството, од општеството, од религијата, значи тоа се се фактори кои што влијаат врз нашиот развој и на кои што ние креираме некакви верувања, некакви ставови, некакви вредности, како го вреднувам јас животот, и така го живееме после тоа животот. И тоа е таа мапа на светот. И мојата мапа на светот е различна од твојата, и од на секој друг човек на планетава е различна. Ќе се родат близнаци, па имаат различна реалност, субјективна. Добро. И ние за да функционираме едни со други, да кажеме, ние треба некако да најдеме некој начин да ги синхронизираме тие мапи, да кажеме. И она што го кажуваше дека кога комуницираме едни со други и кога ја правиме таа размена, уствари, она што се случува е таа размена се прави на
на свесно и на подсвесно ниво. Мгм. И дека буквално тоа е еден танц кој што ние свесно го правиме со комуникација, но подсвесно се случува уште нешто. Две работи. Првата работа е дека она што кога ќе знам дека мојата мапа или мојата субјективна реалност е субјективна. Прво не постои објективна реалност. Да. Значи многу сакаме да кажеме јас сум објективна. Да. Да. Од каде? Кој? Прво е таа работа. Значи кога ќе сватам дека мојата реалност е субјективна и дека мојата реалност е различна од твојата реалност, сваќам дека морам да ја почитувам твојата реалност. Не е мојата исправна, твојата грешна, твојата е само различна од мојата. Не постои правилно погрешно, тука е различно. Тоа е Да, многу е тоа е многу добро. Значи таа морална вредност која што ние им ја припишуваме на постапките или на предметите, значи тој момент уствари значително придонесува во формирање, да кажеме, на таа некоја реалност. Оно што викаш, таа објективност, што вика, кога ќе каже некој објективен, кога е некој објективен, тоа е најверојатно најсубјективното нешто што може да биде. Да. Ама многу сакаме да го кажеме, јас сум објективен. Објективно да погледнеме на работите сега. Да, но И тоа ми е многу смешно кога ќе го слушнам. рапорт, тоа е оно што го викаш. Рапор е состојба на несвесна респонсивност. Несвесна кога несвесно си влијаеме еден на друг. И тоа е една природна состојба. Природна состојба кога си близок со некој, кога ти е пријатно, кога разговорот едноставно тече, како ја и ти сега, што едноставно ни тече разговорот, ни тече муабетот. Дали е тоа онаа ситуација која луѓе кажат, леле, прв пат те гледам, ама кога цел живот те знам, например. Мој човек, да, Да, баш мој е човек, така, да. баш така. Значи тоа е за да влеземе во рапорт треба да си најдеме некоја сличност. И тоа е природен процес, многу природен процес. Можеме ние да се случува, може да се случи за 15 минути, може да се случи за 20 минути. Ама во НЛП учиме како да го забрзаме тој процес. Затоа што комуницираме вербално, комуницираме и невербално. Невербалната комуникација е многу поголем процент од вербалната. Пример. Ако јас седам вака и тебе ти речам, јас имам многу самодоверба. Да. Така, ми веруваш, нема да ми веруваш на зборовите што излегуваат од устата, затоа што ова друго кажува нешто друго. Да. И освен ако не си, не знам, да. некој Стивен Хокинг тип на човек, да. Добро, збориме за мене. Збориме за мене. Така што говорот значи во комуникација свесност ни треба и за телото, а телото зборува 30 милисекунди пред зборот да излезе. И тоа е многу интересно. Тоа е многу интересно. Да. И така што, еве, Вирџинија, една од менторките, од која што е една од моделите на НЛП, која што ми е една од менторките, вика, се спојуваме на база на сличности, или, како да те знам 100 години, а растеме на база на различности. Да, неверојатно. Неверојатно. Мислам, ова е навистина разговор во кој што уживам, ни на крај памет. Немав, ниту можев да испланирам дека на таков начин ќе се одвива, дека е толку, дека може да биде толку динамичен, дека навистина сите тие работи, знаеш, од човек што не е, да кажеме, во контакт со НЛП, но што е љубопитен, да кажеме, за свеста и за подсвеста, значи има доста литература, доста познат изоден пат кој што е достапен таму и е, нели, може да се изучува и навистина објаснува многу состојби, многу перцепции, но ваков, да кажеме, холистички некој пристап кон целото тоа да направи толку брзо смисла, навистина го крати патот. Да,
Знам. Да, Знам. навистина го гради патот. Значи мене ми требаше, не знам, значи го стварно години за да бидам една страна, за да сум љубопитната страна од дискусија, ме разбираш. Не да сум некој авторитет на знаење, а навистина имам, можам да кажам, поприлично време оставено и во изучување на свест, на подсвест и така натаму. За да бидам само љубопитната страна се уште. И преголемо знаење имаш за да може да го водиме ние овој разговор. Не, Има знаење окей, од твојата страна за... Но тоа се години, сакам да ти кажам, значи ако постои таква техника која што би ми го скратила тој процес, да кажеме, би ме убрзала во доста работи, тоа е нешто што би ме интересирало навистина доста. Така нам на следната обука. Кажи ми кога се одржуваат обуките, на кој начин се одржуваат обуките, колку учесници се, колку време, кажа дека траат 3 дена, да кажам. 3 дена месечно, 5 месеци, 15 месеци е вкупно колку што трае програмата. Работам со мала група, само 12 луѓе. Ги бирам луѓето, затоа што нели динамиката ми е многу важна. И идеална ми е 12 луѓе група за работа, затоа што не е само, нели, НЛП не се учи преку читање, НЛП не се учи преку јас да зборувам, НЛП се учи преку искуство. Така што на програмата работиш на себе постојано. Значи се истражуваш внатрешно. Тоа е во живо или онлайн се случува? Во живо работам. Една група имам годишно тука, една во Виена. Кај си повеќе сега? Значи, знам дека си пола во Виена, пола во Скопје. Ваму таму сум. До пред 2 години бев фиксно во Виена и душата ми посака да се вратам назад. Душа се слуша, научив. И така сум во последниве 2 години сум тука, ама и таму ми е дома, и тука ми е дома, се благословена сум со 2 доми да имам. И сум летно време сум најчесто таму, а зимно време сум си тука. Летно време 3 месеци, 4 месеци сум таму, а после остатокот од времето сум тука. Така, тука ми е базата сега. Каде може да ти сконтактираат луѓето или каде може да те најдат, кај си присутна на Facebook, Instagram, веб страни, значи како функционира тоа? Instagram, LinkedIn, на мејл, на веб страна via nlp.com, nlp.com, кечевмк. Да, добро. Е веб страната, може да ми пишат, може да ми се јават, може да имаме телефони. Ние ќе ставиме сите тие линкови во описот доле од видеото, ќе можат таму да те најдат многу лесно. Јас имам за крај уште, да кажеме, 1-2 прашања кои што сметам дека ќе бидат од голем бенефит на голема група на луѓе кои што се уште, мислам, за да човек влезе, да кажеме, во тој процес на учење, навистина има еден пат што треба, или едно дно, да кажеме, што треба го допре. Значи, многу тешко се учи или многу малце се луѓето, да кажеме, што успеваат да учат на љубопитност. Значи, најмногу од нив навистина треба да се случи да допрат нека негативна точка за да се бидат поттикнати кон промена. И многу од луѓето најверојатно ќе допрат таа точка некогаш и денеска мислам дека има неколку активности што навистина го убрзува тој пат, да кажеме, на пропаѓање, затоа што одлепување од себе си и неслушање на својата душа, тело и ум е нешто, да кажеме, кое што да, преку технологија се постигнува, преку мобилни телефони се постигнува уште побрзо, но има, да кажеме, еден сет на активности, да кажеме, како што се, не знам, порнографија, како што се има огромни, не серијски филм, туку тоа се како илјадници епизоди, како непрестаен извор на забава, на ентертејмент. Кај што луѓето се навлекуваат на екранот, да кажеме,
да кажем, посебно со порнографија, што сметам дека навистина прави огромна штета и огромно разорување. И немаат алатка како да се справат со тоа. Значи, дали имаш нешто да им кажеш или да им на некој начин како би го почнале тој процес, да кажеме, на одлепување од тоа. Затоа што се работи, да кажеме, за класична зависност. Значи тоа е она што се случува. Зависност како зависност, можам да кажам дека е спортски обложувалници Исто. Градот, тоа е исто зависност. Кокаин, не е полн градот. Исто зависност. Телефони исто зависност. Да не зборам сите зависности, ги има еден куп. Има еден експеримент, не знам дали си го слушнал, мислам дека вака ќе ти го одговорам прашањето, со глувци е направен експериментот. И хероин. Значи, глувци ставени во посебни кафези, имаат една водичка во која што има хероин, а друга водичка во која што има обична водичка. Кога се сами во кафез, сите одат на водата со хероинот. Го истиов експеримент и умираат нормално. Во други кафези исто има. Една водичка со хероин, друга водичка само водичка, во која што се повеќе глувци. Не е сам глушецот. Глувците преферираат да пијат од обичната вода. Ми текнува на тој пример. Ама никош не сум го поставил ваков концепт. Значи, љубов, заедништво, комуникација. Не комуницираме. Оттуѓени сме, од луѓето сме оттуѓени едни од други. Нема во последно време ни порано, јас кога сум растела, памтам, јас сум била цел ден на улица, цел ден со деца на улица сум играла, по комшии, сум влегувала без проблем. Дома ми било стално полна куќата, дал комшика била, дал од шести комшиката, дал од втори комшиката, дал роднини биле. Го нема веќе тоа. Децава се сами, седнати пред еден екран, озрачени, со плава светлина, која што хормоните им прави масакар. Не може да спијат навечер, затоа што таа плава светлина му дава знак на мозокот, му вика, не е време за спијање, треба да бидеш буден, не спијат. И нормално е после тоа да се бара таа утеха, ќе кажам, во нешто. Пополнување на празнина, да. Бегство или пополнување на празнина. Да, тоа го спомнавме Габор Мате, значи он буквално го објаснува на таков начин. Да. Дека зависностите секогаш ја пополнуваат таа празнина уствари каде што има недостаток на љубов. Да. А љубов има се поголем недостаток затоа што луѓето наставно се научени да живеат без неа, веќе не ни знаат како да ја дадат. Значи да сакаш некој, да сакаш друг искрено, јас мислам дека е поим што нас веќе не ни е познат денес, што значи тоа. Значи не знаеме ни сами да се сакаме. Не може човек што се сака себе си, да кажеме, да си прави такви толку штета да си прави на дневно ниво и во таква состојба да дое мене ме сака, например. Нема теорија. Јасно, а пак не знаеш како да се сакаш себе си, како ќе знаеш друг да сакаш. Како да сакаш друг. Да, види, значи навистина излегува така дека овој живот ни е даен, она метафора со возилото, дека животов нас не усвари како кола, даена, само никој не нема научено да возиме и ние сме како шимпанзов внатре. Значи буквално е таа метафората и тоа е примерот. Да. Така да, ако НЛП е нешто што помага или придонесува, да кажеме, во објаснување на феноменот наречен живот, тоа е нешто што дефинитивно вреди да се проба, препорачувам луѓето да го пробаат. Навистина уживав во разговорот денеска и се надевам дека
ќе повториме на некои други теми во иднина. Може да збориме уште 2 сати, 3 сати. И јас исто фала ти за поканата, уживав и дојдов неспремна комплетно. Реков што биде, ќе си правиме муавет. Па и тоа го направивме, да. Да, и тоа го направивме одлично. Фала ти. Фала ти, до некој следно гледање.